Собственик на фирма од Скопје заразил повеќе лица со коронавирус, лажал дека не бил во странство, ја прекршил самоизолацијата и помогнал во ширењето на епидемијата од COVID-19. Министерството за внатрешни работи ќе поднесе кривична пријава против Машот Карпош, кој во државата влегол на 8 март и на граничниот премин Табановце се согласил да биде во самоизолација, но наместо да ги почитува насоките, тој се однесувал спротивно на одлуките донесени од владата, остварувајќи средби со неговите најблиски, а бил и во контакт со вработените од својата фирма. Од полициски службеници од полициската станица Карпош извршена е проверка, извршен е и разговор со обвинетиот, при што тој изјавил дека не патувал во изминатиот период и со тоа дал лажен исказ дека нема остварено влез и излез во нашата земја. Накратко, лицето ФК, не придржувајќи се до прописите за време на епидемија, а постапувајќи несовесно и неодговорно, заразил повеќе лица и со тоа допринел за ширењето на епидемијата. Заменик министриката за внатрешни работи Славјанка Петровска соопшти дека имало злоупотреба на дозволите за движење во текот на полицискиот час. Доколку постои макар еден случај на злоупотреба, ќе постапиме крајно рестриктивно и ќе ги примениме сите мерки кои стојат на располагање на полицијата. Нема да се двоумиме тие лица да ги лишиме од слобода, да побараме мерка притвор и затворски казни за евентуалните сторители. Инаку слична ситуација, како и осомничениот од Скопски Карпош, имаше и Нина Цаца Билјановска, сега веќе разрешената директорка на кожната клиника, која како се врати од зимување во Италија, наместо во самоизолација, одеше на работа, а одржи предавање на своји колеги. Нејзиниот потек предизвика заразување од коронавирусот кај неколку вработени на клиниката за дерматологија, но сепак обвинителството се уште не презема ништо околу овој случај. Цаца Билјановска, како што соопшти денеска министерот Филипче, е пуштена на домашно лекување. Инаку токму во Карпош, од каде осомничениот ФК е општината каде во моментов има најмногу заразени од COVID-19 во Скопје.